село Стајковци е од најзагрозените подрачја од невремето во саботата, имено и денеска овдека рамо до рамо граѓаните на селото Стајковци работат заедно со припадниците на армијата, со припадниците на Црвениот крст, на полицијата, како и голем број на доброволци и волонтери кои што несебично ја даваат својата помош за да се расчистат последиците од невремето. Именно ние сме овде веќе неколку часа, имавме можност да разговараме и со граѓаните кои што велат дека се многу благодарни за помошта која што секојдневно им пристига и дека секојдневно тие се задоволни со тоа што се снабдени со најосновните продукти. Меѓутоа тие побараа доколку граѓаните можат да донираат уште конзервирана храна и уште средства за хигиена. Исто така може да забележите дека и механизацијата е на терен и во секоја уличка се расчистува теренот, се санира, помпите испумпуваат вода и кал интензивно се работи на санирање на теренот, бидејќи колку што побрзо се санира, толку повеќе се и намалува можноста за да се прошират заразни заболувања. Граѓаните не информираат дека полека се враќа и струјата во употреба овдека во селото Стајковци. Дел по дел од селото добива струјата онамо каде што трафостаниците се безбедни да бидат пуштени во употреба. Значи, накратко да сумирам ситуацијата овдека, 6 ден по невремето полека се нормализира. И екипите за проценка на штетите се на терен. Има околу 40 тимови овде само во село Стајковци кои што вршат проценка на штетата. Заклучно до вчерашниот ден се извршена увид на штетата во околу 1200 домови и извршен увид во околу 600 моторни возила, а екипите вршат увид на движен и недвижен имот. До крајот на денот се очекува да биде извршен увид во штетата на околу 6-7 подрачја кои што беа најпогодени од поплавите. При разговор со граѓаните тие рекоа дека и понатаму остануваат оптимисти и се надеваат дека наскоро ова нивно село ќе го добие својот сјај каков што бил пред невремето. Пред малку во посета на село Стајковци беше и министерот за труд и социјална политика Диме Спасов кој што информираше за активностите кои што се вршат на терен во ова село. Тој порача на смиреност бидејќи како што тој вели, ете и самите граѓани се сведоци дека ситуацијата полека се средува, меѓутоа ќе бидат потребни уште многу денови за селото да го добие својот првобитен изглед. Сега работиме на вадење на калта, сметот, исто така уништените материјали кои што ги имаат во домовите со цел целосно расчистување на куќите и на дворовите. Тој процес не е едноставен и имаме континуирано чистење на улиците, бидејќи отпадот од домовите се префрла во дворовите, од дворовите на улиците и тука механизацијата е целосно посветена со голем фокус на улиците каде што имаш кои што беа најпоплавени куќите и домакинствата кои што беа најоштетени. Во исто време започна и процесот на дезинфекција. Околу 1/4 во текот на вчерашниот ден беше покриена. Во Стајковци очекувам околу 3/4 да бидат завршени во текот на денешниот ден и да се продолжи во текот на утрешниот ден. Исто така се реализира и препораката на владата на Република Македонија да сите оние мали деца до 13 години, бремени жени, децата со своите мајки, стари и неподвижни лица да се времено да се преселат кај роднини и пријатели надвор од ова населено место со цел да може целата оператива, целата механизација, сите работници кои што се дојдени процесот на дезинфекција непречено да продолжи, бидејќи многу е полесно и поедноставно кога координирано ќе се настапи во соработка со припадниците на војската, на полицијата и сите луѓе кои што се тука присутни и волонтери и сезонски и комунални работници организирано и систематски да пристапиме кон чистење на теренот.
Денеска дефинитивно има поголема фреквенција на возила, како што и претходно споменав, поради одлуката за евакуација ова село полека се испразнува, меѓутоа овде се уште на терен се наоѓа механизацијата, помпите за исполпување на вода и на калта. Може да евидентираме и голем број на припадници на армијата, на полицијата, амбулантни возила, припадници на Црвениот крст, како и доброволци кои што рамо до рамо помагаат со мештаните, некои со тоа што донираат храна, хигиенски средства, пелени и слично, а некои со физичка сила.